До 50 евра стигнува дневницата на берачите на грозија оваа сезона. За 6 часа работа, берење и товарење на грозието, тие наплаќаа по 2000 денари и по 300 денари за секој нареден час работа. Мора така, рип на зејтин, рип на брашно. Имаме семејства за гледање, јас сум овде со цела фамилија, сите сме берачи, и стари и млади. 12 лица сме, плаќаме соба под наем, имаме трошоци. Нормално е и нашите дневници да бидат повисоки, кога насекаде се е поскапено. Вели берачот Кочани, кој веќе со години наназад во ек на бербата престојуван во Неготино. Берачите од Штип и Кочани одат на берба заедно, цела група од 12 лица, што значи дека за 6 часа работа добиваат 16.800 денари плюс за товарачите и за секој дополнителен час. Се случувало денот да го завршат и со над 30.000 денари за работка. Од друга страна, зголемената цена на дневниците на берачите е уште еден удар врз лозарите. Лани беа 1200, сега е 1400, например, појадов 1500. Од 1500 на жена не може да набере повеќе од 600 кг. 600 кг. Одма прост рачун е по 2,5 динара само аргатката. Да. На динар кошта. И 2,5 динарки превозот се на 2,5 тона динар, 3,5. Фактички само уште на самиот старт и само за продажба кога го носиш 3,5-4 динарата кошта трошикот, а не па каде се прашковите, каде е водарината што покачена. Ова и ниската откупна цена на грозието е причина утре лозарите да излезат на протест во Неготино. Следва со винариите, со посредничество со министерот во Министерството за земјоделие, за да оформиме да кажат винарите колку планира да откупат количина, по која шеќерност, по која цена. Производната цена на гроздето, на винското грозде е околу 14 динара. 14 динара. А гроздето ние до лани го продававме ниска цена, по 12 динара, по 11 динара. Оптималната цена моментално е реална. Вранец со шеќерност од 18 шеќерни единици да биде 20 денари, а смедаревката со почетна шеќерност 16 да биде 18 динара. Инаку досега откупните цени ги објави само винаријата Тиквеш и тие изнесуваат 12,5 денари за килограм смедеревка и 16 денари за килограм вранец.